Денес ќе прикажеме нешто малку поразлично. Шминка за темна кожа. Започнуваме со очите, секако, со праймер на Bobbi Brown. Ќе користиме новата палета на Bobbi Brown. Карактеристично за темната кожа е што светлите пигменти реагираат многу различно и многу треба да се внимава со тоновите кои се користат. Како меѓутон ќе употребам единична сенка на Bobbi Brown. За да му дадам длабочина на окото. Кај незе малку си играм со колорот, бидејќи палетата е извонредна, има многу убав силен пигмент, па ќе направим интересна комбинација на трула вишна и кафена со зелени поттонови. Сега ќе се послужам со палета на Dior. Бидејќи има крупни очи Паула, затемнувам на краевите, малку оптички да го стисниме капакот. Значи сега ќе ставиме ајлайнер на Bobbi Brown за максимално да ги истакнеме очите. Следно ќе ставиме маскара од Shiseido за максимално да ги истакнеме трипките на Паула. Сега ќе замолиме Анита да ни предложи праймер за да го подготвиме лицето на Паула за следниот чекор пудра. Значи вака, ова е убедливо најдобрата крема и праймер 2 во 1 од Bobbi Brown. Инаку се работи за крема што е oil free, што совршено ја припрема кожата, односно освен што има превентивна улога, што делува ја заштитува кожата од почетни фини линии и брчки, исто така многу добро ја измазнува текстурата на кожата и ја прави кожата буквално да изгледа као да има порцелански изглед и изглед без пори. Така да ова е баш идеалната база. Сега ќе употребиме стик пудра на Bobbi Brown во 2 нијанси кои прилегаат на тонот на Паула. Во средишниот дел ќе употребам малку посветлата нијанса за да извлечам контури. Пред да ја размачкам пудрата, ќе прснам хидратантен спреј на Clarins. Пудрата подобро ќе се фиксира и ќе се нанесе уште подобро. Бидејќи Паула има мрсна кожа, ќе го финишираме изгледот на лицето со камена пудра во мала количина, бидејќи не сакам да се изгуби сепак природниот изглед и природниот сјај. Инаку ставам од камените пудри на најолеари, кои имаат лесна текстура, а и тоновите совршено прилегаат на тенот на Паула. Сега ќе ставиме руменило од Bobbi Brown. Сега ќе ставиме хайлайтер, исто така од Bobbi Brown. Ќе помешам 2 нијанси за идеално да прилегаат на нејзиниот тен. Ставам сосема мала количина, бидејќи како и се останато од Bobbi Brown се прилично пигментирани. Така што не би сакала да се претера, затоа што кога се претерува со хайлайтерот, се добива спротивен ефект, наместо свежина се истакнуваат пори кои што не би сакале да ги истакнеме. Изгледот ќе го финишираме со сјај од новата колекција на Bobbi Brown.